Прв ден од новата работна недела. Ова се вестите за денес. Наставниците и професорите од основните и средни училишта во Гостивар ќе ја добијат платата за ноември. Советот утрово изгласа одлука за ребаланс на буџетот за образование и повеќе нема пречка за исплата на платите. Од друга страна, обвинувањата меѓу мнозинството во Советот и локалната власт не престанаа ни денес. Вработените во гостиварските училишта ќе ја добијат платата за ноември. Денес на воредна седница на Советот на општината едногласно беше донесена одлука за ребаланс на буџетот во образование, со која се овозможи исплата на платите. Седницата помина брзо и без дискусии, но по завршувањето, острите стрели на релација Совет локална власт продолжија на пресконференции. Најпрво со своји изјави излегува од советничките групи на мнозинството, ДУИ и СДСМ. Зоран Ангелов од СДСМ рече дека градоначалникот создал вештачки проблем и не можејќи да го реши, вината ја насочил кон советничкото мнозинство. Ова е вештачки проблем наметнат од страна на градоначалникот Таравари. Знаете и самите дека должност на општината е и со самиот буџет да обезбеди дел од платите што доаѓа 10% од платата што доаѓа за вработените во образованието. Меѓутоа, како што реков, овој вештачки проблем, каде што целата вина се сведе на Советот на општина Гостивар, неоправдано се сведе, не можејќи да се справи со проблемите, не сакајќи да бидеме дел од таа игра на господинот Таравари и ВМРО од ДПМН, советничката група на СДСМ, заедно со коалиционите партнери и мнозинството во Советот на општината, излегуваме во пресред на оправданите барања на наставниците и професорите. Ние секоја ќе бидеме дел од решението, а не дел од хаосот во образованието што се случува во општина Гостивар. Ние веруваме и ќе продолжиме да го градиме граѓанскиот концепт и секогаш ќе бидеме посветени на мотото живот во Гостивар за сите. И градоначалникот Таравари ги собра новинарите да објаснува како стојат работите меѓу неговите политички противници и локалната власт која ја води. Излезе со нови обвинувања дека мнозинството во Советот одбива да го стави на дневен ред буџетот за 2018-та, што создава нови проблеми. Ова мнозинство одбива да се разгледува буџетот, не да се изгласа. Значи, ја како градоначалник имам законска обврска заедно со администрацијата да спремаме буџет за идната година. И тоа е спремено. И јас мислам дека тоа треба да се дискутира и го кажав ова на новото мнозинство дека материјалите се испратени уште минатата недела. Советниците ги имаат тие материјали за да ги разгледаат и по тоа да седнеме во Советот и да дискутираме за ова. Меѓутоа, повторно проблеми не сакаат ниту да го стават на дневен ред таа точка. Доколку не доаѓа до изгласување на буџетот, ќе има привремено финансирање, што е 1/3 од буџетот од актуелната година, од 2017 за 2018. Практично ние ќе одиме на тоа и потоа ќе видиме, ако треба и ќе одиме ќе распишеме и нови избори, доколку е законски тоа можно за советниците во општина Гостивар. Така што сме сигурни дека ќе победиме сега се веќе многу услови. Околу 1000 вработени во основните и средни училишта на Гостивар по денешната одлука за ребаланс на буџетот за образование конечно ќе ги земат платите за ноември. Регионалниот синдикат и наставничкиот кадар ја поздравија одлуката на Советот, а прекини во наставата денес немаше. Денес во објектите на Стара градинка и спортски центар Дедо Мраз ги израдува дечињата со пакетчиња, а тие го поздравија со песни за него. 2017 година е успешна година за Тетовската градинка Младост, велат од раководството. Нестрпливо го очекуваа за да го пречекаат со новогодишни песнички и стихотворби посветени на него. Во рамки на своето традиционално предновогодишно патување, Дедо Мраз денес дојде на гости кај децата од детската градинка Младост во објектот Стара градинка и спортски центар. Весели и со голема насмевка во исчекување на новогодишно пакетче, тие со песни му посакаа добре дојде на дедото со белата брада.
Дедо Мраз иде кај нас. На 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 на. Еј, Супер. А што сакаш да има во пакетчето што ќе ти го донесе Дедо Мраз? пути пластично такво паза. Мраз, и што сакаш да ти подари Дедо Мраз? Телефон. Спайдермен и бет. Ќе ми кажеш колку години имаш Мија? 4 години, така? И сега го чекаме да дојде Дедо Дедо Мраз. Дедо Мраз. И што сакаш да ти подари Дедо Мраз? Бебе. Дајре. Што сакам да ми донесе Дедо Мраз? Авион. Авион. А ќе го собере авионот во пакетче? Да. Јас се викам Мувот. Ти ми кажеш колку години имаш? 5. А Дедо Мраз што сакаш сега да ти подари? Колично долинско. Инаку годината што изминува е успешна година за градинката Младост од Тетово, зашто биле подобрени условите за престој на децата во неа, а исплатени се и сите долгови кои ги наследила установата. За нашата установа беше многу успешна година, да се надеваме дека и 2018 ќе ни биде ваква, бидејќи свите долгови што ги наследи градинката успеавме веќе во 2017 да ги исплатиме и да бидеме многу стабилни, да работиме во подобрувањата на условите во градинките, а сето тоа можам да кажам дека ни е захвалност за вработените, исто така и за родителите, кои стварно беа редовни со исплаќањата кон градинката. За 2018 са предвидени комплетни реконструкции на свите објекти постоечките, а исто така имаме аплицирано во Министерство за труд и социјална политика за нов објект во општина Тетово. Проектот е готов, значи очекуваме дека Министерството ќе ни додели такво задоволство. И оваа година се реши да самата установа им подели пакетчиња на децата, бидејќи сме им захвални на родителите кои редовно си исплаќаја градинка и ни овозможија да го оствариме денешниот ден, да им поделиме пакетчиња на децата. Прво би посакала многу здравје на децата, а и радост во нашите градинки и исто така подобри услови во 2018 за да они бидат уште порадост. Распејано и весело беше и во објектот Спортски центар. Дедо Мраз и на овие деца им подари новогодишни пакетчиња. Низ весела детска смеја на старецот со бела брада му пееа песнички што ги учеле токму за оваа пригода. Мила. Мила, како се презиваш? И колку години имаш? 5. 5 години. И денес на гости во вашата градинка дојде кој? Добра. А мама и тато што сакаш да ти купат за нова година да ти стават поделка? Не знам. Некоја играчка? Може. Каква? Шоколе. А што сакаш Дани од тебе Дедо Мраз да ти донесе за нова година? Гитара. Гитара, знаеш да свириш на гитара? Болијам. Ќе ми кажеш колку години имаш? 4. 4 години. И пред малку тука дојде кај вас Дедо Мраз, нели? Што ви подари? Покончиња. Лего, Планина, ова деца градина, деца да ви честитам, среќна нова година. Јас сум на сестрички, ја имам на 5 години. 5 години, супер. Денес во вашата градинка дојде Дедо Мраз на гости. Беше умен за да ти даде пакетче? Јана. Да. Колку години имате? Со заедничка фотографија со Дедо Мраз во близина на накитената новогодишна илка, најочекуваниот дедо во овој период од годината го испрати и колективот на градинката Младост.
Верниците од христијанска вероисповед според Грегоријанскиот календар денес го празнуваат раѓањето Христово Божич. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциско, по 5 пат ја испрати својата порака за време на божикните празници, што ги слават над 1.300.000 верници во светот, кои се водат според Грегоријанскиот календар. Тој пред околу 10.000 луѓе во базиликата Свети Петар и на плоштадот во Ватикан ја осуди драмата на мигрантите во светот, упатувајќи апел за нивно гостопримство. Тој наведе дека тие често се принудени да напуштат нивната земја, бидејќи нивните раководители се подготвени да пролеваат крв на невини луѓе. Папата наведе дека во заминувањето на родителите на Исус Христос, Јосиф и Марија, од Назарет во Витлеем, може да се видат трагите на многубројни семејства кои и денес се принудени да ги напуштат своите домови. Vediamo le orme di intere famiglie che oggi si vedono obbligate a partire. Vediamo le orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene, ma che sono obbligate a separarsi dai loro cari, sono espulsi dalla loro terra. 81 годишниот Френсис при тоа повика на, како што рече, нова социјална имагинација. E questa stessa fede ci spinge a dare spazio a una nuova immaginazione sociale, a non avere paura di sperimentare nuove forme di relazione in cui nessuno debba sentire che in questa terra non ha un posto. Natale è tempo per trasformare la forza della paura in forza della carità, in forza per una nuova immaginazione della carità. Аргентинскиот папа Хорхе Марио Берголјо и сам внук на италијански имигранти ја направи судбината на мигрантите и бегалците во светот една од основните теми на неговиот понтификат. Најмногу заболени од грип во Македонија од почетокот на зимската сезона има во Тетово. За тетовци од минатиот месец почна и неславната сезона на континуирано алармантно загадување на воздухот со PM10 честичките. Тетово, а по него и Гостивар од почетокот на оваа зимска сезона држат неславен рекорд на градови со најмногу заболени од грип во Македонија. Според последниот извештај што Институтот за јавно здравје го објави на својата интернет страна, 173 лица болни од грип досега се евидентирани во Центарот за јавно здравје Тетово, а 170 лица болни од грип се евидентирани во подрачната единица во Гостивар. Вкупниот број на заболени од ова инфективно заболување во Македонија изнесува 850 лица. За тетовци од минатиот месец почна и староновата неславна сезона на континуирано алармантно загадување на воздухот со PM10 честичките. Како што објави Министерството за животна средина и просторно планирање, минатиот месец ноември, 22 дена од вкупно 30, воздухот во Тетово имал недозволена и по здравје штетна концентрација на суспендираните честички прав. Од почетокот на овој месец декември, половина од деновите беа со загаден воздух, а од 21 наваму мерната станица бележи континуирано надминување на среднодневната концентрација на штетните честички од дозволените 50 микрограми на метар кубен воздух. Највисоко загадување било регистрирано вчера во 18 часот, кога концентрацијата на PM10 честичките била за речиси 6 пати повеќе од безбедната вредност. Концентрацијата не опадна под безбедната вредност од 50 микрограми на метар кубен воздух ниту во текот на денешниот ден. Додека пак апликацијата Мој воздух денес покажува дека индексот на квалитет на воздух за присуство на 3 загадувачки материи во воздухот е 94 и спаѓа во висока загаденост. Полицијата изминатиот викенд регистрираше 3 излетувања на возила од коловоз, во нив повредени 7 лица. На локалниот пат што ги поврзува тетовските села Камењане и Јеловјане, околу 13 часот и 30 минути трактор ИМТ без регистерски таблици, што го управувал 59 годишник од Камењане, загубил контрола и излетал од коловоз. Од излетувањето 33 годишник и 11 годишно девојче од Камењане, кои седеле на импровизирана приколка од штици,
паднале од тракторот и задобиле телесни и тешки телесни повреди. Со друго возило двајцата биле пренесени во Тетовската клиничка болница и по окажаната лекарска помош префрлени се на скопските клиники. Девојчето со скршеница на десната рака задржано е за натамошно лекување, додека 33 годишникот со телесни повреди пуштен е дома. Според првичните сознанија од увидот, причина за излетувањето, односно несреќата, е неприлагодена брзина. На автопатот Скопје-Тетово патничко возило Голф со тетовски регистерски таблици, управувано од 48 годишен жител на Мала Речица, поради неприлагодена брзина загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во заштитната жичана ограда. Тројца со патници во возилото на возраст од 3, 19 и 24 години задобиле телесни повреди. Со друго возило пренесени се во Тетовската болница и по укажаната лекарска помош пуштени се дома. Причинетата материјална штета во оваа сообраќајна незгода се проценува на 30.000 денари. Излетување од пат Тетовската полиција регистрирала и на автопатот Гостивар-Тетово во непосредна близина на надвозникот за камењане, каде патничко возило Мазда 3 со тетовски таблици што го управувал 26 годишникот Сарачино загубило контрола и излетало од коловоз. Возачот и со патничката од возилото со здобиените телесни повреди пренесени се во Тетовската болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Од излетувањето на возилото оштетена е бетонска шахта, кабли, метални столбови и 20 метра од жичаната ограда. Причина за излетувањето е неприлагодена брзина, додека материјалната штета се проценува на 100.000 денари. Оштетен патнички воз откако налетал на камења поставени на железничката пруга во близина на надвозникот кај Неготино Полошко. Тетовската полиција регистрираше и пожар во плевна во Горно Седларце. На околу 3 километри од железничката станица во Жеровијане кај надвозникот за Неготино Полошко, непознати сторители поставиле камења на пругата. Во камењата налетал и удрил патнички воз кој сообраќал на релација Скопје-Кичево. Од ударот возот значително е оштетил дизел моторната гарнитура, пошто на 50 на метри подолу од местото на незгодата застанал. Од удирањето во камењата нема повредени во возот, кој по извршената едночасовна поправка возот почнал да се движи кон Кичево. Екипи од ЦВР Тетово извршиле увид и се работи на утврдување на вкупната материјална штета и на откривање на сторителите. 48 годишен жител од Тетовско Горно Седларце вчера вечер пријавил дека од засега до крај неутврдени причини избувнал пожар во неговата плевна. Опожарени се 600 бали сено и покривна конструкција. Со интервенција на тетовските пожарникари околу 23 часот 30 минути пожарот е локализиран. Според првичните сознанија, причина за пожарот е неисправна електрична инсталација, а вкупната материјална штета се проценува на 300.000 денари. Со 61 глас за, 1 воздржан и ниту еден против од присутни 69 пратеници, собранието денеска го именуваше Љубомир Јовевски за нов јавен обвинител. Беше избран дури на третото гласање, бидејќи парламентарното мнозинство два пати не успеа да обезбеди кворум за да го изгласа. Јовевски е предлог на владата за нов државен јавен обвинител кој во судството уште од 1979 година, кога станал приправник во секретаријатот за правосудство на Социјалистичка република Македонија. Бил судија во Општинскиот суд во Основниот суд Скопје 2, во 2003 година избран за заменик јавен обвинител. Ја уверувам јавноста дека обвинителството ќе се дистанцира од извршната власт и другите центри на моќ и ќе биде самостоен државен орган надлежен за гонење на криминалот. Ја гарантирам самостојноста во постапувањето на јавните обвинители и инсистирам да го истражуваат и гонат криминалот и корупцијата, а своите одлуки исклучиво да ги носат врз основа на доказите и фактите што ќе се утврдат, а утврдувањето на вистината да им биде приоритетна цел. Малопродажните цени на бензините и дизелот од ноќеска на полноќ се зголемуваат за 1 денар, додека екстралесното масло за домаќинство за 1 денар.
Според одлуката на регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 66,5 денари, на Евросупер БС 98 ќе изнесува 68 денари за литар, а евродизелот 55 денари. Екстра лесното масло ќе се продава по 44 денари за литар. Со одлуката се зголемува и цената на мазутот, која ќе изнесува 28,6 денари за килограм. Годишен маж се обидел да се самоубие така што со автомобил влетал во седиштето на Социјалдемократската партија на Германија во центарот на Берлин, при што се здобил со полесни повреди. Од ударот настанал мал пожар, но автоматскиот систем за гаснење пожар во зградата брзо го изгасил. Полицијата не го соопшти името на мажот, а нејасно е зошто го избрал седиштето на партијата како своја мета. Успешна спасувачка акција на француските Алпи. 150 скијачи кои неколку часа останаа да висат стотици метри над земјата денеска беа спасени, соопштија француските власти. Иако не соопштија дали некој е повреден од локалната канцеларија за туризам, само кусо информираа дека спасувачката акција траела нешто повеќе од 2 часа. Властите известија дека 2 хеликоптера пренесоа спасувачи до секоја кабина, за да ги отворат покривите, да ги ослободат скијачите внатре и да ги спуштат на безбедно. Се уште не е познато што го предизвикало застојот на жичницата. 4 лица загинаа кога градски автобус влета и се заби во подземен премин во западниот дел на Москва. Несреќата се случи во близина на метростаницата Славјански булевар, при што загинаа најмалку 4 лица, а повеќе од 10 се повредени. Извори од полицијата соопштија дека ги истражуваат причините за несреќата. Една од можностите е на автобусот да му откажале сопирачките, а друга е дека возачот нагло свртел поради друго возило што му го попречило патот, па автобусот завршил во подземниот премин. 18 метри високата пластична елка во центарот на Белград предизвика незадоволство. Пластичната елка во српскиот главен град ги иритира граѓаните зашто чинела рекордни 83.000 евра и представува само врв на ледениот брег од корупција и класичен пример на отуѓување пари од градската каса, напиша во неделата весникот Блиц. Градоначалникот на Белград Синиша Мали и порано беше присутен во новински наслови поради различни дубиозни работи. Рускиот активист за борба против корупцијата и опозицијски политичар Алексеј Навални ги поднесе документите потребни за регистрирање како председателски кандидат во Централната изборна комисија на земјата. Избори без нас не се избори, изјави Навални пред поднесувањето на документите доцна синоќа. Комисијата која го продолжи своето работење за да ги преземе документите има рок од 5 дена да одлучи дали Навални ќе биде регистриран како кандидат на председателските избори во март 2018 година. Времето денес беше сончево со умерена облачност. Утринската температура се движеше од -1 до 3 степени, а дневната од 4 до 10 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево, стабилно и суво и релативно топло за овој период од годината. Утринската температура ќе се движи од -4 до 3 степени, а дневната од 7 до 12 степени. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Пријатна вечер.